Повелете, почитувам пратени. Благодарам. Почитувам председател со комисијата. Генерално, кога ги пишував амандманите, овој амандман беше прв, меѓутоа со помош на стручните служби во собранието заклучивме дека местото му е кај член 54, ако сакаме да биде тоа правно изражено, и на тој начин некако овој амандман дојде како трети. Затоа што амандманите се расправаат согласно членовите на кои се поднесени, не по некој друг редослед. Ова е базата, ова е суштината на земјоделството, земјоделците да бидат земјоделци. Значи, самиот концепт на земјоделството се заснова на базична организациона единка, тоа е земјоделско стопанство. Земјоделско стопанство, кога вака ќе го слушнете, делува малку мокно, меѓутоа тоа е повторно на некој начин договор помеѓу политиката и земјоделците да се изравни земјоделецот на ниво на нешто поголема организациона единка, па така тие добија соодветен термин земјоделско стопанство. И се она што понатаму е организација на земјоделството, односно се она што има направено државата за земјоделството, знаејќи ја состојбата во земјоделството, каде што доминантно ние имаме земјоделец индивидуалец или земјоделска фамилија, така оди организацијата. Не помалку се значајни овие големи гиганти. Вински визби, откупни центри, преработувачки капацитети, и тоа е на сосема друга димензија. Тоа е разбирливо согласно други закони. Меѓутоа, интенцијата на земјоделско стопанство е новие земјоделски фамилии, пред себе рекол, да и се даде на организациона единица која понатаму ќе биде препознатлива во земјоделството. И многу права, не до крај задоволителни за земјоделците, постојат врз база на тоа што луѓето го имаат стекнато како земјоделско стопанство. Односно регистрирани во текот на земјоделството. Сега, ова повторно како амандман не е мој текст. Значи, го земав, го копирав текстот од Законот за земјоделски задруги, каде што ова е регулирано во член 13. Имот на земјоделската задруга. Став 1, став 2, тоа е амандманот кој го поднесов. Членовите на земјоделската задруга го задржуваат правото на собственост врз производствените капацитети, тоа го зборевме, односно остануваат земјоделци. Член 7, пардон, се извинувам. Услови за основање на земјоделска задруга, член 2, земјоделските стопанства ја задржуваат правната форма која имале пред зачленување во земјоделската задруга. Значи, со досегашното законско решение, земјоделците влегувале во задруга, меѓутоа останувале земјоделски стопанства. И ги задржувале сите права кои им следат како земјоделски стопанства. Има тука некои мали придобивки околу пензиско, здравствено осигурување и покрај тоа што влегувале во задруга. Сега ова повторно го суспендираме. Сега земјоделците, ако влезат во задруга, ќе остваруваат приход од таа задруга, по автоматизам не се земјоделци. Односно стануваат делови од задруга која, впрочем, не е земјоделско стопанство. И се што се однесува на земјоделски стопанства,
редовни, вонредни субвенции нема да го користат. Ние имахме случај во ковидот, кога го плаќахме грозгето, еден дел беше дополнителна субвенција, еден дел беше субвенција за земјоделски стопанства, не беше и за винариите. Затоа што овие се најзагрозени. Ова право нема да го има. Интенцијата на трите амандмана беше многу јасна. Земјоделците да останат земјоделци. Земјоделците да влезат во задруга, без да го променат својот статус во општеството. Имотот кој го имат може да влезе во задругата, меѓутоа кога сакат може да го извадат од задругата. Може да излезат од задругата, да конкурираат за некое друго право, за ИПАР програми и така натаму и така натаму. И третото, субвенциите кои досега ги земале, дополнителни, затоа што влегуваат во задруга, да им останат. Вие тоа амблок го отврлат. Имаше и некои други помали привилегии околу организација на задруга, потикнување да се направи задруга, тоа целото ќе го нема. Тука е проблемот. Тоа е тој момент кој сакавме да го постигнеме, вие едноставно го одбивате. Од кои причини? Рационални причини нема. Ако веќе ја спомнувате ЕУ политиката за задруги, ве молам малку, барем основни работи за ЕУ. Единствена, генерална и базична политика на Европската Унија е политиката за земјоделство и рурален развој. И ако нешто се согласи ЕУ, тоа е земјоделството и руралниот развој. Затоа што тука е и екологијата и развој на секој регион. И тоа е сосема надвор од сите законски регулативи, директиви, правила, прописи од европската политика. Сите привилегии ги имаат земјоделците. Се што ќе побарат имаат. Единствено на нив е да останат на земја, да произведат квалитетна храна. Тоа е Европа. Ако веќе спомнувате европски вредности. Тоа е сосема различно и од енергетика, и од минерални суровини, и од било што, и од транспорт, било што е организирано во Европската Унија. И тука се единствени европејците. И ние ако сакаме во Европа, мораме ова да го почитуваме. Не правилата за задруги, туку европската политика за земјоделство и рурален развој. Каде што е многу нормално и да се субвенционира земјоделството, каде што е многу нормално да се помагат за другите, каде што е многу нормално да се штити европскиот пазар за храна. И тоа не со ниски, со високи цени кои ги добиваат овие луѓе кои произведуваат храна и ги продаваат на европските пазари. Малку, ако веќе се повикуваме на Европа, треба да внимаваме и на овие работи. Ние, повторно, од една страна големите компании и тајкуните кои се занимаваат со земјоделство и се неприкосновени, и од друга страна обичното земјоделско домаќинство кое никако да го ставиме во насока на развој на државата. Туку секогаш кога е криза, сакаме ефтини производи, секогаш кога е криза и кога сака некој да се обогати, оди, прекупува земјоделски производи, за возврат ништо не и враќаме на тие луѓе. Тука е проблемот на оваа држава. Еден од многуте. Благодарам.